Стефанова Нина, Телма телевизија. Дали може нешто повеќе во врска со заклучокот од вчерашната седница на влада во врска со Струга? СДСМ ја побара во ставката на Чулев, но доколку тој ја даде, собранието не е во функција да го разреши и да ја прифати во ставката. Ние донесовме заклучоци на влада. Прво побаравме сите надлежни институции целосно да го расветлат целиот овој случај и за организаторите, оние кои што присуствувале, кои што не ги почитуваат одлуките на владата и со тоа директно го доведуваат во прашање животот и здравјето на граѓаните, да се отворат постапки. Исто така побаравме и да се отвори постапка и во делот на организација на настанот во МВР. Знаете дека таму имавме и вербален напад на новинари, владата тоа го осуди вчера, побара брза реакција од Министерството за внатрешни работи и од другите надлежни институции, за да можат да превземаат соодветни мерки, заради тоа што ако слободата на мислата, на уверувањето, на искажувањето и така натаму е базичен принцип за кој што говори претходно на формирање на македонската држава, тогаш сигурно дека мораме да реагираме и во однос на овој настан. Секако дека оставката е и морален чин. Ние се наоѓаме во време кое што е ненормално, време кое што не изместува сите нас од обичниот начин на живење и време кое што ќе бара некоја нова нормалност во идниот период. Меѓутоа, непочитувањето на одлуките, неактивирање на полициски службеници, тоа да го казнуваат, да преземаат соодветни мерки, секако дека бара и одговорност. Моето второ прашање во врска со изборите, дали ќе има и кога? Вашиот став во врска со одлуката на ИВС да ги отвори џамиите на 12 април? Во однос на изборите, дали ќе има избори. Само прашање е кога. И тоа ќе го одлучиме на лидерската средба. Јас се надевам дека лидерската средба ќе донесе и таква одлука и пред секој што ќе се води или ќе се базира на интересите на државата и на граѓаните, при тоа оставајќи ги сите политички интереси кои што ги имаме, заради тоа што времето на пандемијата, на оваа здравствена криза, на сето она што ни се случува во државата, бара висока политичка одговорност и јас очекувам дека ќе се постигне договор на лидерската средба во однос на одржувањето на изборите, впрочем тогаш кога и е можно врз основа на сите правни активности. Во однос на отварањето на џемиите, односно носењето на одлуката на исламската верска заедница, јас го кажав мојот став за сите верски заедници дека тие треба да ги почитуваат одлуките кои што ги носи владата. И нема организација, дали е тоа верска, дали е политичка, дали е поединец, кој што не треба да ги почитува одлуките, заради тоа што овие одлуки не се од политичка причина. Овие се одлуки кои што значат заштита на животот и на здравјето на граѓаните. Апелирам да си ја преиспитаат собствената одлука во делот на отварањето на верските објекти, меѓутоа исто така укажувам и Македонската православна црква да се однесува сериозно заради тоа што направи низа на пропусти во изминатиот период. Добар ден, Горан Симоновски, Сител телевизија. Премиерот денеска заседава Комисијата за заразни болести. Би сакал да знам каков е ставот на владата во врска со отворањето на угостителските објекти, на рестораните, на кафулињата од понеделник. Дали имате изградено како влада таков став? Каква одлука ќе биде донесена, бидејќи такво нешто најави министерот Филипче претходно? Владата на Република Северна Македонија ги гради ставовите исклучиво на база на науката, на база на оние кои што се стручни во областа, заради тоа што здравието на граѓаните не може да биде во рацете на политичарите, мора да биде во рацете на оние кои што се грижат за нашето здравје. Тоа се лекарите и сите оние медицинскиот персонал кои што посветено во изминатиот период, 2 месеци, 3 месеци, работат на зачувување на нашето здравје. Така да Комисијата за заразни болести денеска разговараат околу сите овие аспекти, имајќи ги во предвид и актуелно настаните, случаите кои што се во делот на ширењето на коронавирусот. После тоа ќе заседаваме и на главниот оперативен штаб во однос на овие мерки и на крајот владата ќе расправа и ќе заземе став, односно ќе носи одлуки. Меѓутоа одлуките ќе бидат исклучиво базирани на стручните луѓе. Уште едно прашање. Неколку земји веќе ги најавија своите планови за отворањето на границите.
Каков е случајот со нашата земја, со македонските граници? Има ли некаков план во врска со ова за отворање на границите? Ние имаме план во однос на сите активности кои што ни се случуваат, односно сите работи кои што треба да ги превземеме како мерки во наредниот период. Едно од тие прашања секако и отварањето на границите. Тоа нема да зависи само од нашата земја, тоа ќе зависи од сите држави во регионот. Се уште сметам дека треба да останеме тука и да не дозволуваме влез во Република Северна Македонија, се додека не се покаже и низ бројки и во државите во регионот и внатре кај нас дека навистина имаме намалување на епидемијата во рамки кои што може да дозволат отварање и слободно движење на граѓаните. Наша желба е тоа да се случи што е можно поскоро, меѓутоа сепак зависи од сите нас. Колку сите заедно ќе се однесуваме сериозно и одговорно кон оваа криза, тоа го повторуваме од првиот ден на кризата, толку побрзо ќе завршат и сите овие мерки, ќе се вратиме во таа нова нормалност која што не очекува. Дали сметате дека јуни е идеално време да се одржат избори? Па јас не знам дали е идеално време јуни за да се одржат изборите, меѓутоа мислам дека најавите дека е можно да се врати уште еднаш оваа криза не после септември, мислам дека е неопходно да се одржат што е можно побрзо тие парламентарни избори, имајќи во предвид дека на државата е се потребни навистина функционални институции кои што ќе можат да носат одлуки за сите прашања кои што се од интерес на граѓаните. Меѓутоа, сепак рековме дека тоа ќе биде детерминирано и од развојот на здравствената криза. Јас очекувам дека ефектите од сите мерки кои што досега ги превземавме се добри и дека ќе дадат уште подобри резултати и дека ќе се створат услови за да можеме да одиме на парламентарни избори. Дали ќе биде тоа јуни, дали ќе биде почетокот на јули, меѓутоа како и да е ќе биде одлука која што треба да се донесе врз основа на тие стручни анализи. Игор Панов, Македонска радиотелевизија. Господине премиер, дали ќе има кратење на со ребалансот, фактички се најавува ребаланс, дали ќе има кратење на драстично кратење на расходната страна во буџетот и дали ќе се планира кратење на платите во администрацијата? Ние разговаравме неколку пати во рамките на економскиот тим и економскиот совет. Секако дека ќе се разговара во наредните денови во делот на ребалансот на буџетот. Наша идеја е да направиме кратење кој што ќе биде во функција сепак за функционирање на државата. Тука пред се сметам дека капиталните инвестиции, оние кои што стварат добра економска активност, треба да останат максимално за да можеме да ги одработиме сите тие проекти, на тоа сме насочени како влада. Едноставно ќе креираме буџет кој што ќе може да биде буџет да ја поддржи економијата и да во моменти кога ќе имаме услови за целосно враќање на економијата, да биде македонската економија подготвена да се врати во една полна економска активност. Платите на администрацијата сега немаме таква одлука, ги гледаме сите анализи кои што стојат пред нас. Знаете дека донесовме одлука и јас сметам дека тоа беше една од најисправните одлуки, токму функционерите, ние кои што имаме и најголеми плати во државата, да ги намалиме на минимална плата, сепак тоа не беше наша одлука, туку на Уставниот суд, меѓутоа сите функционери ги донираат веќе своите плати во фондот кој што го формиравме за оваа криза COVID-19.